идејата беше да се бутне Иран, па као деме, гледајте колку сме силни, нели, оној уште има мамурлук од ги држеше алкохолот од возбудата во Венецуела и мислеа дека се тоа ќе продолжи, они мислеа дека до сега и Русија ќе ја победат. И што се случи на крајот? Испадна дека не може ни Иран да го победа, предизвика економска криза и сега уште што е појако. Не само што немаат карти за преговарање со Кина, туку сега мора да ги молат кинезите да вршат притисок врз Иран да завршат оваа војна. Зошто? Затоа што Америка е неспособна. Воено не успеа да го победат. Воено не успеа да го отворат Хормус. Воено не успеа да го земат материјалот збогатен ураниум. Воено не го променија режимот, туку го оставија истиот. Воено не постигна апсолутно ништо. И сега со наводна некаква дипломатија повторно не може да постигне ништо, затоа што Иран вика, ворете, ние ќе почекаме. Ова се условите. Иран ги поставува истите услови од не 28 февруари, уште од претходно. Само што сега има и нови, така, како оштета, како гаранции, како Хормус ќе биде наш, така. Што значи дека на крајот од денот Иран може да почека. И сега на Америка не останува апсолутно ништо, освен да дојде во Кина и да ги моли кинезите да извршат притисок врз Иран. Ја не гледам што имаат американците, што им треба на кинезиве, за да може да извршат притисок. Ја не гледам, апсолутно.